Цревните инфекции се во значителен пораст во однос на респираторните инфекции, бронхит и бронхопневмонии, кои се вообичаени за овој период од годината. Ако до пред неколку години цревните инфекции кои предизвикуваат диареја и повраќање, проследени со висока температура, беа типични за летните месеци, состојбата е изменета, а ова го покажува изголемениот број на хоспитализирани деца на детското одделение во Штип. Доминираат деца кои се јавуваат со цревни инфекции, односно со клиничка слика на проливи и повраќања кои траат по повеќе денови и кои доведуваат до дехидрираност, заради која мораме дечињата да ги хоспитализираме на одделението. Тоа се најчесто ротавирусните инфекции кои се сретнуваат во овој период од годината, особено во зимските месеци. Исто така имаме и дечиња со респираторни инфекции или компликации од респираторни инфекции, тоа се бронхит или бронхопневмонии. Меѓутоа необично е тоа што нивниот број е во моментов значително помал отколку оние дечиња кои сте се со цревни инфекции. Покрај соодветната терапија треба многу да се внимава и низ храната, препорачуваат лекарите. Диетален режим на исхрана, употреба на напитоци, оние електролити кои најчесто ги препорачуваме заради електролитниот дисбаланс кој најчесто се прави при проливите и повраќањата кај дечињата, адсорбентни храни, тоа се компир, ориз, морков, јаболко, банана, она сето добро да е свежо припремено, соодветно припремено и така дадено на дечињата по совет на лекарот секако. На опасност од цревни инфекции покрај децата изложени се и возрастните. Во пресред на новогодишните празници, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе спроведе вонредни, засилени контроли на специјализираните продавници за храна од животинско потекло и угостителските објекти ширум земјава. Целта е да се намали можноста на пазарот да се пласираат небезбедни производи, спречување на евентуални труење и инфекции и заштита на здравјето на граѓаните. Со оваа контрола ќе бидат опфатени и туристичките места Берово, Дојран, Охрид, Струга, Маврово и Попова шапка.